Додека Трамп ја ограничува конкуренцијата, Европа ја штити, макар и задоцнето, но сепак решително. Бројни автомобилски производители се казнети со вкупно 458 милиони евра заради картелско здружување. Под лупа на регулаторите се најдоа практично сите, освен Мерцедес, кој покајнички ги достави информациите врз основа на кои се изречени казните. Тие во периодот од 2002 до 2017 година се имаа договарано за да ги избегнат трошоците за рециклирање на своите автомобили, правејќи со тоа два прекршока. Со заеднички диалог се имаат согласено да не им плаќаат на специализираните компании за расклопување на старите возила, сметајќи дека самиот бизнис е доволно профитабилен. Покрај тоа, координирано ги имаат криено податоците за процентот делови кои може да се рециклираат и количината вграден веќе рециклиран материјал во возилата. Најголема поединечна казна кркна Volkswagen, вкупно 128 милиони евра, додека делумно ослободување добија Ford, Mitsubishi и Stellantis затоа што соработувале во истрагата. Со половина милион евра е казната и Асоциацијата на европските производители АЦЕА, затоа што картелското договарање било правено под нејзина закрила.